Добар ден, почитувани, ова е почетокот на магазинот за родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. Дали на децата летниот распуст треба да биде исполнет со уметнички работилници, разни спортски активности или пак треба да дозволите да им биде досадно? Дали се препорачува досадата за време на летниот распуст? И што е со родителите? Нивна должност ли е да го забавуваат детето секогаш кога тоа ќе се пожели дека му е досадно или пак треба да го остават самото да се соочи и да го реши овој така наречен проблем? За досадата во детска возраст денеска зборуваме со Бојана Стоменовиќ, психолог од Мој психолог. Добре ни дојде Бојана во емисијата. Добро ве најдов, благодарам на поканата и за уште една интересна тема која што најверојатно ќе биде интересна доста за родителите. Летово има бројни активности наменети за деца од школска возраст за да го исполнат нивното слободно време, но психолозите предупредуваат: не претерувајте, немојте да го пренатрупате летниот распоред на децата и оставете да им биде досадно. Зошто е тоа неопходно? Пред да го одговорам ова, морам да напоменам за еден тренд кој што го забележувам можеби во последните 2-3, да речеме 3 години. Работа во градинка, имам искуство од работа со мали деца и сум во континуиран допир со родителите, така да доста ми се јасни оние работи кои што моментално владеат, а тоа е да постојат трендови каде што децата мора да посетуваат уште барем една дополнителна активност после завршувањето на училиштето. Така да имаме дечиња кои што од мала возраст дури во градинка посетуваат спорт, посетуваат јазик, посетуваат различни активности. Не кажувам дека тоа е погрешно, но многу често тоа е избор на родителите, не е избор на самото дете. Неодамна се сретнав со една родителка која што ме прашуваше за незиното дете дека има како да воспостави многу подобра интеракција со врсниците, дека има тежина и дека нема блиски пријатели. Викам: добро, за колкаво е детето? Вика: 3-то оделение. Како тече едно секојдневие, викам, на вашата ќерка? И кажува: вика: па добро, вика, кога ќе заврши со училиште, тогаш е во дневен престој се ја пишува домашната, самостојно учи, немам проблем во однос на тоа. Вика: некогаш ретко тоа се случува да навечер дома кога имаме време да ние вика и помогнеме околу тоа. Подоцна оди еден ден на балет, еден ден и почнува да набројува. Викам: кој време од прилика вие, викам, се прибирате сите дома заедно? Па многу често тоа е после 8 часот, 9 часот не фаќа, па ќе си поседиме заедно и таа е уморна и си легнува. Аха, викам, каде таа би ја имала интеракцијата со врсниците? Знаете, викам, ова се активности. Ова е баш распоред како за едно мало роботче. Каде е забавата? Каде таа има забава? Па таа не сака да се забавува. Кој е најдобра другарка? Јас сум и најдобра другарка. Знаете, викам, вие не можете да бидете најдобра другарка, вие сте родител и на вашето дете му треба врсник со кого ќе воспостави интеракција. Од друга страна, потребна е забава. Кога си игра вашето дете? А таа од мала не сакаше да си игра. Зашто? Зошто беше тоа така? Па немаше време, знаете, ние почнавме уште рано и набројува разни активности. Така да проблемот во сето ова што сега моментално се случува, затоа што не е ретко прашањето да родители прашаат што да правиме сега кога ќе дојде лето и кога на детето ќе му биде досадно. Тоа што многу од активностите кои што се практикуваат во текот на училишната година, школската година, да, фала Богу, и оние кои што ги даваат тие активности или тие услуги имаат одмор, па кога ќе се најави нели одмор, веднаш ги фаќа паника родителите дека нема да имаат што да му прават на детето, односно дека на детето ќе му биде досадно. А тука има уште еден проблем кој што е пикнат по тепих, а тоа е дека на деца кои што им е досадно, кои што немаат што да прават, многу е лесно за нив, а лесно и за родителите да им се даде телефон и да некако досадата ја запакуваат, ја убијат, да, заедно со телефон, со YouTube моментално е актуелно, со играње игри на компјутерите и така натаму, и тогаш имаме два големи проблема. Јас апсолутно се согласувам дека досадата е нормална, не постои дете кое што не се досадувало и воопшто не е убиствено за детето. Друга страна, јас кога сум била дете сум се досадувала и мене ми текнувало како мене ми било досадно во текот на летниот период, па ќе ми биде досадно еден ден, ќе ми биде досадно 2 дена и потоа ќе морам да се анимирам јас самата, да најдам начин како да мене не ми биде досадно здодевно, како мене да ми биде интересно. Тоа е практично и она што се случува кај поголемите деца, каде што кога ќе им биде досадно, кога нема да имаат што да прават, кога родителите нема да бидат оние кои што ќе ги анимираат или кои што ќе им изнудуваат и ногиат активности, децата ќе треба да бидат сами кои што ќе си најдат некоја активност која што за нив ќе им биде интересна.
пред неколку викенди баш имаше една интересна ситуација на плажа во Грција, каде што кога побаравме дали има Wi-Fi, кажаа дека новаа плажа нема Wi-Fi, во новаа плажа се ужива во сонцето, во морето и во убавата музика. И викам, ова супер, викам, ова како на Инстаграм, викам, нешто да гледам, некој интересен пост, ама викам, одлична идеја. Ама видов една многу интересна работа, каде што децата читаа лектири. Имаше деца кои што читаа лектири, освен возрастни кои што читаа лектири, имаше деца. И баш го наблюдувам тоа и си кажувам, дали е ова затоа што децата сакале, затоа што децата имали иницијатива или затоа што им било досадно на оваа плажа, затоа што немало што да прават, затоа што не можат цел ден да се бањаат и цел ден да бидат на сонце, најверојатно еве ќе прочитаат некоја лектира. Не кажувам дека тоа е единствената активност, ама кажувам дека еве, децата се снашле. Од друга страна и родителите беа оние кои што читаа. Тоа беше исто така интересно, можеби секој втор човек на плажата беше со некој весник или со некоја книга во рацете, ама и децата. И баш беше огледало на тоа како децата еве можеби кога се досадуваат, гледаат што прават другите околу нив, дали се тоа возрастните, дали е тоа некој друго дете, па и тоа се снаоѓа што да прави. Подоцна во текот на денот дечињата заедно си играа, имаше интеракција помеѓу сите на плажата, различна возраст беа, различен пол, не беше тоа нели важно, ама имаа заедничка игра. Така да не може ова да се оддели едно од друго. Некако се испреплетени работите, да. Дури минатиот пат нели кога гостувавме за влијанието на технологијата врз развојот на децата, кога зборувавме, баш напоменав дека ние не можеме да ги изолираме децата моментално од ова општество во кое што ние живееме во време каде што има технологија и тоа менува многу. Но од друга страна ние возрастните треба да бидеме свесни и да ние тоа контролирано го дозираме. Има една теорија на досада, на здодевност, која што вели дека таа способност се учи уште во детството, во раното детство и дека е неопходно да се совлада, да се трпи досадата за да се биде успешен и среќен во животот. Исто така вели дека децата се подготвени за училиште токму кога ќе ја совладат оваа способност. Се согласувате ли со тоа? Делумно се согласувам, делумно не се согласувам. Се согласувам дека тоа е можеби вештина која што се учи уште нели рано пред да се тргне во... Поврзуваат хиперактивноста на децата со неможноста да се истрпи досадата на часот. Не секогаш може да се поврза. Од друга страна, тоа е една друга тема каде што денеска мислам дека барем од ракав се пуштаат оние диагнози како што е хиперактивност и денеска со леснотија родителите кажуваат детето му е хиперактивно, а не е хиперактивно. Да се вратам на првото кое што го кажавме, да, многу често проблем е денес каде што родителите чувствуваат обврска да ги анимираат, да им бидат кловнови на децата, знаете, практично нели од една страна убаво е, не викам дека не, и мене ми убаво кога јас играм со дечиња, но од друга страна не секоја игра треба да биде присутна, да биде заедно со родителот. И од друга страна не секогаш кога детето самото ќе се заигра, да родителот веднаш пристапува да си игра со него и не секогаш родителот да биде иницијатор и да кажува со што да се игра. Затоа што од друга страна детето на тој начин кога ја разбива таа досада, ја учи својата креативност, учи нови начини како да изменаџира со досадата и како да нели си игра. Од друга страна кога детето не знае со што да се игра или кога играчките стари му се досадни, па може би оваа топка на пример што ќе види на бирото ќе му заличи на нешто друго, може би ќе му заличи на некој убав диамант, па ќе си игра, не знам, некоја друга игра, да се развива фантазијата, така да и кога имаме такви ситуации каде што детето може би издосадени му се новите играчки, нема што да прави, го бара родителот, може би кога ќе го оставиме самото, иако ќе биде растревожено и плачливо, може би на почетокот, подоцна ќе изнајде начин како самото да изменаџира со сето тоа и да најде начин како да не се досадува, но друга страна и родителот тука треба да му помогне, не веднаш да биде отсечен, особено ако детето е навикнато на присуството на родителот, да одеднаш имаме родител кој што кажува не сега само, затоа што тоа детето ќе го разбере многу поинаку, ќе разбере дека родителот мене ме трга, родителот бега од мене или не ме сака повеќе, па да имаме друг еден проблем кој што подоцна може да се развие, така да родителот би требало да го охрабрува претходно, да го подкрепува, така да во ред и да се заигра со него, но да го остави, затоа што јас практикувам и плејтерапија. И кога имаме првата сесија со плејтерапија, многу често јас не сум присутна, туку јас ја наблюдувам интеракцијата на родителот со детето. Како родителот си игра во една природна атмосфера. Многу често имаме ситуација каде што детето влегува
во просторијата со играчките и родителот е оној кој што насочува. Леле, види го ова, види колку убава топка, види ги овие коцките. Ајде ние сега да изградиме. Ајде со оваа кукла, ајде ти земи ја едната, јас ќе земам другата. И многу често, можеби во 90% од случаевите родителите се оние кои што иницираат игра и ја водат и играта. посочуваат, да. И многу често кога родителот нема да биде присутен веќе, кога јас ќе останам со детето, многу често се очекува од мене во првите 2 до 3 сесии детето не знае што да прави со играчките. Да си игра само. Ги наблюдува, па знае само да ги разгледува, да ги остави, да ги разгледува, да ги остави. Можеби подоцна третата, четвртата, петата средба веќе почнува да има интеракција, веќе почнува самото да се заигрува и тоа е веќе она кое што е, нели, ние го нарекуваме терапевското. Така, а што е со оние деца кои што се навистина мали на 2 до 3 години, кога се гледа дека им е здолевно, дека им е досадно и дека очекуваат од родителот да си игра со нив, смета дека родителот е виновен што им е нив здодевно, кривицата е барат кај мајката или кај таткото. Дали сепак во овој период родителите би требало да се вклучат во играта или дури на таа возраст треба да се остави детето самото да се избори со таа состојба на така наречен проблем? Веќе на 2 години ние немаме игра кај децата, не имаме предигровни активности, оние кои што ја даваат, нели, подоцна смислата, но на смислена игра и, нели, другите игри кои што понатаму се надоврзуваат. Така да ние кога имаме детенце од 2 години, ние кога ќе го однесеме во парк или кога ќе го однесеме во игротека, кога ќе видиме деца како си играат, можеби ќе ни наликува дека сите заедно си играат, но многу често во тој период имаме дечиња кои што си играат посебна игра, но се сите заедно на еден куп, да речеме. Во ред е да родителот му помага на детето во тој период да го заигрува, да му покаже како, да биде присутен. Но во ред е, но не постојано, во ред е да го остави само, да детето најде начин како да, нели, самото ужива во својата игра. Но од друга страна имаме моментално, испаѓа дека зборувам само за еден проблем па за друг, но имаме друг проблем каде што родителите многу често се зафатени. Имаме родители кои што и двајцата се во работен однос, каде што кога ќе дојдат дома од работа уморни се. Кога ќе дојдат дома од работа некогаш имаат уште работа. Кога ќе дојдат од работа едниот родител или двата прават, нели, оброк или едниот се одмара или се завршуваат други некои активности. И тогаш најлесен избор е на тоа дете да му се даде нешто кое што ќе биде дистракција, нешто кое што ќе биде брзо решение, и тоа многу често, како што напоменав и претходно, да тоа биде игра, да тоа биде телефон, да тоа биде цртани, да тоа биде нешто или нешто што можеби не е соодветно за неговата возраст, каде што многу често слушаме дека децата си гледаат филмови кои што ги гледаат возрастните. Зошто? Затоа што сака да ги гледа, затоа што му се интересни. Јас кажувам, не се сомневам дека му е интересно на детето да гледа Кијану Ривз како можеби пука од некоја пушка или како се, нели, се тепа со некои луѓе. Зошто? Затоа што интересно ви е на вас и затоа што ужива, нели, во музиката, во сето останато. Но дали е соодветно да тоа го гледа? Не е, и така да вие некако мора да најдете начин како тоа да го изолирате или изменаџирате. Така да на 2 години препорачувам да родителите бидат присутни, да покажат како, да можеби насочат доколку видат дека детето има потешкоти, но и да го остават само. Да го остават само, да можеби си ја пронајден или начин како да, нели, не му биде досадно. Во рета да се дава мобилен, во рета да се дава, да се погледнат, нели, некои видеа, да се погледнат цртани, но не постојано. Ограничено. Не постојано, да, ограничено, затоа што кога станува збор па за сето ова, кога ќе го земеме, кога ќе видиме поголемата слика, родителите многу често доаѓаат и бараат помош кога ќе има проблем. Додека нема проблем, сето ова не е проблем. Проблем настанува кога детето има потешкоти во интеракција со врсниците. Проблем настанува кога детето во градинка или во училиште не си игра со другите дечиња. Проблем настанува кога детето има многу играчки, но кога нема интерес во другите играчки. Проблем настанува кога детето не успева да воспостави интеракција со други дечиња, односно и полесно му е со неговите родители. Проблем настанува кога детето не може да се одвои од родителите, кога имаме сепарациона анксиозност, секој пат кога треба да се оддели, кога треба да биде оставено само. Проблем настанува кога единствена забава, единствен интерес е токму тие технологии и оној единствен начин на кој што, нели, претходно детето било изложувано. Може би овие се најчестите, ама сето ова е кога ќе настане проблем, тогаш родителите... Позадината е всушност ова сега зашто зборуваме. Ги споменавте играчките, многу родители сметаат дека со купување играчки ќе го решат проблемот со досадата. Собите се прописно пренатрупани со играчки, кај сите деца е исто, но изгледа дека проблемот наместо да се реши, напротив, се зголемува. Многу играчки, а децата не си играат со нив и велат
досадно ми е. Тоа е Купи исто. ми нова. Тоа е исто како и ние возрастните. Кога ќе тргнеме во шопинг и кога ќе видиме некоја убава маичка, па е убава интересна боја и ќе си ја купиме. И ќе ја донесеме дома. И сваќаме дека немаме со што да ја искомбинираме, немаме со што да ја носиме. Или ќе прошетаме во супермаркет и ќе купиме некој сос, што ќе не биде на попуст, ќе не биде интересна ќе не биде амбалажата, ќе слушнеме некој дека ни кажува дека е убав и ќе го купиме. Ама ќе сватиме дека не знаеме да готвиме со тој сос или ќе купиме лазања, ама не знаеме лазања да направиме. Исто и со децата. Многу често слично, не баш исто. Слично е затоа што многу често број на играчки не значи дека детето со сите ќе си игра. Многу често играчките кои што се купуваат се несоодветни за возраста на детето. Да речеме на дете од 1 година, ако ние му купиме кукла, нема да му биде интересна. Зашто нема да ја знае идејата што представува оваа кукла. Но ќе му бидат интересни топки, ќе му биде интересно нешто што светка, нешто што има звук, нешто што има повторувачки звук, што има мелодија, ќе му биде интересно тоа. Па кога ќе го надрасне, нема да му бидат интересни овие работи, ќе му биде интересна таа кукла што има човечки лик, пример. Но од друга страна, кога ние ќе го одведеме тоа мало дете и кога тоа ќе почне да се пружа со се она интересно што се нуди, родителот ќе го купи затоа што ќе мисли дека тоа дете ќе си игра со тоа. Играчката ќе биде интересна неколку минути и ќе ја остави. Ќе остави затоа што нема да биде соодветна за возраста и затоа нема да му биде интересна, нема да го стимулира. А од друга страна, ќе знае дека и нареден пат ќе добие нешто ново, па затоа ова ќе биде само минливо. Така да секогаш ги советувам родителите да купуваат играчки кои што имаат повеќе намени, кои што ќе може да се игра на повеќе начини. Така да, еве, има многу убави играчки кои што јас затоа што си шетам доста вака во делови и продавници каде што се има играчки, има многу интересни играчки кои што ги видов дрвена, каде што ќе можат децата да спојуваат делови од телото, па да спојуваат облека со тој дел од телото, нешто слично како на мозаиче, да, но дрвена, значи нешто што не може да се расипе, нешто што не може да се скрши малку појако, нели, ако си играме, но од друга страна може на многу начини детето да се анимира. Од друга страна сум сретнала доста играчки кои што може да се расклопуваат и склопуваат, па имаме различни работи се добиваат, да речеме имаме столче, па кога го наместиме поинаку имаме масичка, па кога го наместиме поинаку имаме фотелја, за на крај да испадне и нокшерче, нешто кое што нели кога веќе детето изложува на долго време, па кога ние ќе го претвориме тоа во нокшер, ние подоцна може многу да ни улесни самата играчка во оние навики кои што нели подоцна следат. Така да кога се бира играчка се препорачува да и родителите бидат креативни, да се замислат дали тие би си играле со истата играчка и да размислат дали оваа играчка има повеќе намени. Колку повеќе намени има, толку е подобра за детето и толку поинтересна ќе му биде толку во оние досадни моменти кои што ќе следат. И од друга страна, совет практичен, кријте ги играчките, доколку има играчка која што забележувате дека детето не ја игра долго време, скријте, нека поседи кај вас можеби недела, можеби 2 или 3, каде што детето нема да ја гледа и дадете му ја со тоа што вие ќе иницирате игра со таа играчка, види колку интересно ова што ние го правиме, леле колку е ова добро, ајде ова да го нахраниме, ајде ова да го заспиеме, да речеме, или ајде ова да го фрлиме, да го ставиме овде во оваа кошница. Тогаш детето ќе ја види, нема да ја препознае веднаш и ќе се заигра и ќе му биде интересна. Кога ние бевме деца, кога ќе се досадувавме, ќе излезевме надвор. Ќе трчавме со другарите, одевме на игралиште, земавме со нас велосипед, тротинет, што се не, игравме по цел ден. Но денешните деца тоа не го прават и родителите понекогаш сакаат да ги поттикнат што повеќе да дружат со врсниците. Како да се поттикне тоа во денешни услови? Сега, додека го кажуваат ова, ми текна една родителка пред неколку недели што беше кај мене. Кој беше проблемот? Кажува, му купивме велосипед, не го вози. Купивме најнов, најдобар, најскап од цело друштво, не го вози. Купивме електричен тротинет, не го вози ниту тој, не го употребува, не оди надвор со него, вака него ни погледна. Купивме топки за кошарка, за фудбал, нема никаков интерес, седат во ходник. Дали детето претходно имало обичај да вози велосипед, дали би побарало? Не. Дали побара тротинет? Не. Дали претходно имало интерес, покажувало за фудбал, за кошарка? Не. Дали било некогаш да игра? Не. Дали има со кого да игра? Не. Како течеле претходните години или барем изминатава година? Па школа и дома на компјутер по неколку сати. Суштинскиот проблем. Кој е сега проблемот? Па треба детето да оди. Па треба, викам, ама не наоѓа интерес во тоа. Треба, ама нема со кого.
Знаете, не е проблемот само да се оди надвор, затоа што и јас се повеќе забележувам дека нема деца. Дека игралиштата не се полни, полни се со нашите генерации, со постари луѓе кои што играат кошарка. Многу малку гледам, да речеме, луѓе кои што се деца кои што се присутни. Или ние порано имавме обичај да со кукли си играме пред зграда или на клупи. Или во парк, ќе си постеламе некоја чергичи, ќе си седнеме и ќе си играме тука под сенка цело лето. Сега не го има тоа, не го гледам. Од една страна родителите се уплашени дека не е безбедно, дека времето е поинакво, дека да, демне опасност. Се плашат. Или и тие ги надгледуваат во играта. Ги надгледуваат и во рета. И во рета. И мене кога ќе ми текне, мајка ми, например, ме надгледувала, ќе знаела да погледне на прозор и да каже биди тука, да знам дека си овде, па седи и цел ден ако сакаш. Так. Но од друга страна, сега имаме друг проблем, каде што децата излегуваат, но се со мобилни. Имаме прекинување, добро си, а како си? Интересно е? Со кого си? А што си играте? А како си играте? Ајде да уклучам камера, покажи ми, колку е интересно, а да дојдам и јас, ајде сега ќе ти донесам за јадење. И тогаш имаме веќе и дистракција, каде што родителот индиректно или директно веќе почнува да се вклучува. Така да јас би упатила порака да може би тоа се стимулира уште порано. Така да, еве сега има еден нов тренд, може би, добар, што би рекла кај родителите, каде што родителите, да речеме еве во градинката во која што јас работев генерално, па и го пренесувам како добра идеја многу често меѓу родителите, каде што еден родител, да речеме, зема одговорност за неколку дечиња, па ги носи заедно во золашка, ги носи заедно во парк, ги носи заедно можеби на сладолед, односно било каде на 1 час или на 2 часа, каде што родителот е присутен, но децата си играат меѓу себе, родителот не си игра со нив. Многу често тоа се 2 или 3 родители каде што и меѓу себе се негова интеракција, но и дечињата меѓу нив. Бојана, и сосема накратко последното прашање, добив знак дека терминот за емисијата истече, но дали досадувајќи се децата ги откриваат своите вистински интереси? Доколку имаат премногу активности, дали можеби никогаш нема да ги откријат своите вистински интереси? Доколку времето им исполнето со интереси на родителите, тој интерес ќе им биде краткорочен. Ќе биде интересен додека интересно е на родителот, но како што детето расте, нормално е да развива свој интерес, нормално е да најде област во која што тоа ќе се чувствува задоволно. Да речеме, ако до сега било карате, сега може да биде цртање. Зашто? Затоа што ќе види дека сум добар во цртање, а не сум толку добар во карате. И тоа е во ред да се охрабрува во активност и интересот во кој што детето покажува интерес, затоа што тоа е нешто што ќе биде можеби долгорочно, нешто кое што ќе биде хоби, нешто што и како возрастна личност ќе го негува. Така да во ред да родителите најдат начин како да ги охрабрат во некоја активност која што ќе биде добра за нив, како што е тоа спортот, но од друга страна во ред и да остават простор, да остават време да детето си игра, да детето најде време да се социализира, да најде време да му биде па и малку досадно и од друга страна да најде активност која што на него ќе му биде интересна. Бојана, благодарам за денешното гостување во Нулен Плюс, на вистина една интересна тема која што на родителите секако ќе им биде од корист. Благодарам уште еднаш за поканата и ова време мене ми беше кратко, искрено, затоа што за оваа тема сметам дека можам барем уште 2 часа да зборувам. Еве јас имав 2 страници прашања, се надевам дека ќе продолжиме во некој од следните изданија. Почитувани, вам ви благодарам што не следевте со внимание. Денешна гостинка во емисијата ни беше Бојана Стојминовиќ, психолог од Мој психолог. До гледање.